Следите Трилин, ка мој согодник во ово издание на емисијата е поранешниот министер за надворешни работи и поранешен амбасадор Денко Малевски. Господин Малевски, македонското прашање повторно се врати во европското предворје. Дали како ригидни позиции или како шанса да се отвори македонскиот пат кон европското семејство? Ова е апсолутно шанса да тргнеме на патот на кој што бевме запрани пред 17 години, кога го добивме кандидатскиот статус. Шанса која ја создаде една од големите европски сили, тоа е Франција. Веројатно само некоја голема сила може тоа да го направи. И тоа е шанса која апсолутно не треба да се пропушти. Оти, занимавајќи се и со пракса и теоретски со меѓународна политика, ретки се моментите кога се создаваат шанси, тие треба да се искористат, оти потоа тие исчезнуваат и треба повторно години за да нашето прашање се крене на ниво на интерес на некоја голема сила која единствено е во состојба да ја истурка работата. Како францускиот предлог, кој беше инициран веднаш, речи се само неколку месеци откако Макрон го доби вториот председателски мандат, се претвори од предлог на официјален парез во европски предлог за кој застана речиси сите членки на Европската унија, вклучувајќи и Бугарија која рече се изјасни да, добро е решението. Дали сме ние осамени сега во оваа битка? Рамката на меѓународната политика ја држат големите сили. Тие ја определуваат агендата и определуваат определени решенија. Кога некој проблем ќе се додели на Обединетите нации, како што тоа беше нашиот случај со Грција, тој проблем се нарекува проблем на сираци, кој никој не ги сака и никој не сака да застане зад нив. Но кога голема сила ќе застане, тоа ние треба да го препознаеме и таква шанса да искористиме. Конечно, после 25 години спор со Грција, големата сила Америка се наложи, притисна, поаѓајќи од своите безбедносни интереси визави Русија и така тргнавме. Нешто слично се случи и сега. Франција, со отсуството сега веќе на Велика Британија, станува задолжена не само за она што класично беше, а тоа е продлабочување на Унијата и создавање на некоја обединета Европа, туку мора да мисли сега и на проширување, на што англичаните стално инсистираа. А именно геополитиката се наметна сега како еден многу важен фактор, бидејќи со руската агресија врз Украина се сруши целиот повоен меѓународен поредок во Европа и никој нема поима што ќе се случува натаму. Доаѓаат години на неизвестност и затоа ете уште една причина зошто треба да бараме за солниште кај во Европскиот сојуз. Господин Малевски, на два наврати ја нагласувате дека не смееме да ја пропуштиме оваа шанса. Ако ја прокоцкаме оваа можност, претпоставам дека имајќи во предвид вашите позиции во моментов, ги земате и во предвид во исто време и незадоволството кај дел од домашната јавност, дека овие позиции на Франција па и на дел од членките се за нас можеби контрапродуктивни. Видите, јас зборувам како професор по меѓународна политика и како човек кој што пред 20 години ги постави темелите на таа научна дисциплина на Универзитетот Кирил и Методи. Значи, не зборувам за да се допаднам некому, не зборувам за да му се додворам некому или на народот, како што тоа мораат да го прават политичките партии.
Според тоа ја зборувам вистината, како што јас сум ја разбрал, и тоа е должност на секој интелектуалец тоа да го прави конечно, да биде некаква предходница и да објасни што всушност значи местото на една мала држава, како што е Македонија, во меѓународната политика. Шансите кои се пропуштаат, тешко се надоместуваат. Зарем не ни беше доволно 25 годишно, четврт век искуство со Грција, за да разбереме дека две балкански земји, оставени сами на себе, да ги решат своите историски теми, ќе им треба 100 години, најмалку, па 30 поминаа со Грција. И дека, благодарејќи и на тоа сознание кај нашите западни пријатели, Франција меѓу другите, ние сме примени во процесот на преговори заедно со нашиот багаж. Добро, рекоа тие конечно, кршејќи едно свое познато правило, дека новите земји не треба да ги внесуваат своите проблеми во Унијата, велат добро, внесите ги и вашите проблеми, само почнете веќе еднаш да се движите напред кон Европа. Оти стагнирате, назадувате и тоа може да предизвика многу сериозни последици на Балканот. Професоре, во една од последните колумни напишавте: во меѓународните односи владеат интереси. Никој за ништо не може да даде гаранции. Опозицијата категорично во овој момент вели не за францускиот предлог во вакви околности. Власта вели ова е можеби најдоброто решение. Што доколку пропадне обидот да се деблокира македонскиот пат? Можни се натрешни нови меѓуетнички тензии, нови поделби. Дали ова прашање може да предизвика или има и безбедносен карактер? Оваа тема околу францускиот предлог крајно се политизира до крај. Значи, од една страна има битка да се дојде на власт, нели? Да се оцрни предлогот, дека да не речам предавство се прави на државата и тоа треба да значи демисионирање на оваа власт и доаѓање на друга, а од друга страна ја имаме власта која што гледа единствена шанса за свој голем успех токму отпочнување на преговори. Што се однесува до неотпочнувањето на преговорите и какви последици ќе има тоа по нас, навистина сите треба да се замислиме. Да сме надвор од процесот на интеграција, да сме надвор од финансиската поддршка која се добива во формирањето на една држава, да се инсистира на таква ситуација, да остане Македонија во место, тоа значи дека нашиве политичари и нашиве интелектуалци се чини последниве денови не одат во самопослуга да испазарат нешто и да видат што всушност се случува со земјата. Драматични работи можат да се случат во наредната година со војната во Украина, со економската криза, со гладот кој може да биде предизвикан сега од затварањето на житниците на Русија и на Украина, со бегалски кризи и сето тоа што може да се случи на една мала земја. Оттаму повикот на Макрон е на место. Тој вели: придружите ни се, засолнете се. Професоре, дали оваа политика актуелна што ја води Бугарија кон Македонија може би подсетува на времето на живковизмот, кога се македонско се негираше? Ние сега имаме работа со една друга Бугарија. Тоа не е Бугарија на Тодор Живков и тоа не е Бугарија на советскиот режим инсталиран од Москва. Бугарија е сега една демократија. Во Бугарија имаме од националисти до либерално настроени луѓе кои нашата јавност сака да ги слуша, бидејќи имаат апсолутно разбирање за нашата нација, за нашата држава и за нашата посебност. Значи, треба да правиме разлика. Се разбира, доминантното
чувство е се уште националистичко во Бугарија и оттаму и тој отпор. И забораваат дека во степенот во кој што бугарската политика ја прифаќа, ја признава, ја почитува нашата посебност како нација и како држава и како јазик во крајна линија, во тој степен кај нас ќе се отвараат некои теми кои што сме ги закриле или покриле околу заедничката историја. Дали може би несвесно влетавме во одредени или неспремни влетавме во одредени историско-политички прашања со Бугарија? За жал, ние не ги диктираме условите, ние сме надвор од Унијата. Бугарија реши да го употреби методот на Грција. Мислам дека ќе продолжеа со истиот метод, а именно да издействуваат максимум се што можат во еден билатерален диалог со Македонија. И меѓутоа само големиот притисок на Европа, на Германија, на Франција сега во последно време, направи пресврт тамо и се разбира храброто поведение на нивниот премиер Кирил Петков, кој едноставно рече ке го кренеме ветото, ке го изгласаме тоа во парламентот, мојата влада ке падне, утре е пак нов ден, ке видиме како ке го создадеме тоа. Тој чин на храброст треба да се поздрави и мислам дека тоа треба да се повтори и во македонскиот парламент. Лошо е да бидеме оставени еден на еден. Македонија, Грција или Македонија, Бугарија сега. Добро е да сме под надзор на Европа, што во основа се случува со овој предлог. Сепак постојат некои правила на поведение тамо кои што се малку поинакви од балканските. Може би после решавањето на прашањето со Грција, ова е најголемиот предизвик, односно затворањето на проблемот со Бугарија. Дали при потпишувањето на договорот 2017 меѓу Заев и Борисов, бевме спремни или свесни дека може да ни се случи Бугарија всушност да ги подигне своите барања? Во тој момент се чинеше дека тоа е она што и треба на Македонија. И всушност, ако погледнете долгорочно, нам како мала земја ни треба пријатели. Нам ни треба да го премостиме тој анимозитет кон Бугарија кој постои. Нашата македонска нација се развивала и во конфронтација со бугарската. Меѓутоа сега сме афирмирани како нација, како литература, како јазик. И сето тоа сега мора да се префрли на еден друг колосек. Не на конфронтација, туку на соработка. Според тоа, намерите на оние кои ги подпиша договорите, и по-конкретно овој договор за добрососедство и пријателство, беа сосема на место. Тоа што подоцна се заклучи дека некои интерпретации различно ги разбираме, па тоа е работа на дебата и на нивно надминување. Францускиот предлог влегува во собранието, се формира работни групи на речиси клучните политички партиски чинители. Кој треба да ја донесе конечната одлука? Собранието, владата, и како би се извеле во вакви околности уставните промени, за кои ВМРО-ДПМН велат не, се дека не ги започнеме преговорите? Во ред е собранието да отвори дебата и доколку така се одлучи да има и гласање, да речеме на ист начин како што тоа се случи и во бугарскиот парламент. Тоа е патот, ми се чини.
како ќе биде гласањето во врска со промената на Уставот, тоа е веќе нешто што е подалечно. А имено, со одобрувањето на францускиот план во Македонското собрание, ние отпочнуваме процес на преговори. Во тој процес на преговори, првата година или 2 години се наречен е тој процес на скрининг, нели, на анализа на состојбите тука, тамо и така натаму, подготовки. Според тоа, можно е, секој ден носи нови ситуации, посебно секоја година или 2, да од кога ќе разбереме подобро што ни се случило, што добро ни се случило, дека можеби ќе го смениме своето мислење. Инаку, никој не треба да мисли дека ние сме заробеници на некаков план. Ние сме суверена држава. Ние можеме да кажеме не. Можеме да кажеме не во секој момент од тие долгогодишни преговори. Но преговарајќи, ние ќе се движиме напред, ќе се европеизираме. Оти тезата дека треба да се затвориме и меѓу себе да почнеме да се европеизираме е навистина никаква теза. Професоре, поминовме низ голем број на премирешија, па и стравови, албанизација, србизација, елинизација. Сега актуелно или модерно е да се говори за бугаризација. Свесни ли сме што ни се случува или каде сгрешивме всушност? Па тоа зборува за недостиг на доверба. Јас никогаш не сум го ставал под знак на прашање ниту својот идентитет национален, ниту својот јазик. Мислам дека имаме прекрасен јазик, создаден врз овој наш словенски, македонски дијалект. Мислам дека имаме навистина еден преубав јазик, така што емоциите на луѓето зависат и од сигурноста која тие чувствуваат. Еден преплашен народ кој е злоупотребуван, многу често злоставуван од политичарите, со еден катастрофален речник, непримерен во секојдневието, е исплашен, се разбира. И обичниот човек кој се бори за парче леб нема време да чита, да мисли, да доаѓа до некои заклучоци, делува по емоции. Тие емоции се злоупотребуваат, но најголеми виновници се интелектуалците кои знаат како е, ама не кажуваат, само за да профитираат во определена ситуација. Се манипулирали со идентитетските прашања? Апсолутно се манипулира. Ние после 70 и кусур години независна држава, со јазик кој што е запишан уште 50-тите или 60-тите во јазичната карта на Европа, како македонски, ние постојано се проблематизираме самите себе си. Не сваќаме дека најголема афирмација на македонскиот јазик, најголема афирмација на македонската нација е да бидеш прифатен во европското семејство на нации и тие да ти бидат партнери. Почитувани речи, следите тренинг, мој соговорник е поранешниот министер за надворешни работи Денко Малевски. Професоре, каде води патот на Скопје? Кон Европската унија, кон натрешно само задоволување до степен дека не ни треба Европска унија по секоја цена, па макар, како што еден професор неодамна рече, макар јаделе и корење, но ние нема да дозволиме да не обезличат. Тоа е погрешниот пат. Погрешен пат кој вели да се затвориме и ние меѓу себе ќе се европеизираме. Тоа никогаш нема да се случи.
Ние треба да влеземе во оваа, храбро во оваа, така да кажам, авантура. Храбро да влеземе во неа. И така да ја афирмираме нацијата своја. И така да го афирмираме нашиот јазик. Тамо, во Европа. И сите непознаници со кои што ќе се соочиме во тие паралелни преговори што ќе ги имаме со Бугарија, сето тоа да биде пред лицето на Европа. Ние нема од што да се плашиме. Ние ја имаме сегашноста и ние ја имаме иднината. Наша е. Колку од минатото било заедничко или незаедничко, од кога ќе се абсолвира таа тема, ќе се види колку е тоа безвремно. Говорите за иднината и сегашноста, но очигледно сме заробеници се уште на минатото. Апсолутно, тоа е прастара дебата на народите на Балканот. Па не случајно Черчил го рекол она дека тие народи произведуваат историја повеќе од колку што можат да соџвакаат. И тоа е така. Вие сте еден од ретките кој го пофали шефот на дипломатијата Бујар Османи за неговите дипломатски вештини, особено во завршницата од диалогот Скопје-Софија. Она што мене ми остави помалку впечаток, една негова изјава која води до степен на загриженост дека доколку ја пропуштиме оваа шанса и не го прифатиме францускиот предлог, постои опасност од меѓуетнички тензии. Може ли да ни се повтори и 27 април, имајќи го во предвид, речиси, неколку дневните протести низ скопските улици? И јас го пофалив министерот затоа што во еден кус период бев советник. Кус период, како што еден кус период бев советник и на председателот, кој после решија да ми се заблагодарат под притисок на јавноста, предпоставувам, и нели оние заканувачки прашања зарем овој човек го советува овој или овој, оној и така натаму. Но, без оглед на тоа, мислам дека е посветен на својата работа. Во текот на тоа кратко наше запознавање, разбрав дека министерот Бујар Османи завршил на македонски јазик од прво оделение до факултет. И дека неговите партиски колеги знаат да се пошегуваат со него на начинот на кој што го зборува албанскиот, па му велат: "Абе, ти зборуваш како македонски албански." Сакам да кажам, станува збор за човек кој што гледам е загрижен за државата и работи совесно. Што се однесува до така да кажам, забелешка дека тој се заканил со меѓуетнички односи, јас внимателно го слушав и тогаш кога зборуваше на телевизија. Набројувајќи што се може да и се случи на Македонија ако отстапи од патот на Европската Унија, спомна и можноста од нарушување на меѓуетничките односи. Јас тврдам дека е во право. Замислете ситуацијата во која Македонија стои, Албанија оди напред. Замислете какво влијание тоа ќе има врз албанското население во Македонија, која покажува силна лојалност, барем политичарите, кон заедничката држава, но како тоа може да го смени расположението? И што ќе се случи со нашата држава? Сите ќе земат или бугарски пасоши или албански пасоши и на крајот ќе упропастиме приликата да ја зацврстиме државата и народот да ја гледа својата перспектива во Македонија како дел од Европа. Францускиот предлог. Сега веројатно влегуваме веќе во завршница да се изјасниме. Вие велите дека е добро тој да биде ставен на дневен ред во собранието.
доколку останеме надвор од ЕУ, дали ни следи политичка криза, превремени избори, ескалација внатрешна? Ако одлучиме да тргнеме по патот на евроинтеграциите и почеток на преговорите, ќе го направиме најдобриот можен избор. Мислам и единствениот избор. Некни го слушав, да не беше вчера, го слушав председателот на Србија, Александар Вучич, чиј голем фан не сум јас, но кажа многу разумни зборови за Македонија. Тој рече, фатете ја шансата, зграбчете ја шансата, тргнете во преговори. А тоа вели што ќе ви го оспоруваат овој или оној историски, тоа вика стално ќе биде. Но барем вие ќе тргнете по патот по кој што тргна и Србија. Србија има едно многу тешко прашање врзано за губење на територија, која сметаат за своја, а тоа е Косово. А сепак, тој рече, влеговме во процесот и добивме она што го очекувавме. Подем, економски, зборуваше за инвестиции, какви дошле, германски и други во Србија, и зборуваше дека тие се трансформираат во европска една држава, при што проблемот останува. Нека се трансформираме ние во европска држава, побогата, просперитетна, за граѓаните да сакаат да бидат тука, а не младите луѓе да бегаат, ќе се решава тој проблем. Не ни ставил никој нож под грло, можеме во секој момент да речеме ние не прифаќаме тоа. Но верувам дека во наредните години, во тие 10 години кои што стојат пред нас сега, во тој процес на преговори и на интеграција, доколку се покажеме на вистина на висина на задачата, бидејќи не верувам во тие многу убави зборови како ние сме најподготвени, како ние бргу ќе рипаме преку поглавја и кластери и така натаму, тоа треба многу работа. И тоа додека да се движиме по таа траекторија и се разбира, Унијата очекува на крајот од тој пат и добрососедските односи со Бугарија да ги решиме. Брисел одобри нови 11 милиарди во наредните 7 години. Со претходните над 30 милиарди инвестиции во европска Бугарија, плюс 32 милиарди евра од други европски фондови за Бугарија. Србија со почетокот на преговорите стана држава со најголеми инвестиции во регионот. На Албанија ќе се посреќи со тоа што ќе се отворат енергетските извори со газ и нафта. Дали ова треба да биде доволен мотив и, условно кажано, да се чукнеме во главата што може да пропуштиме? Апсолутно го ова што го прочита е само статистика и која кажува дека има грижа од Унијата за своите членки и не знам у каква ментална состојба треба да е политичар на една земја и да каже дека тоа нам не ни треба. И не знам, како што кажав и предходно, дали воопшто одат во самопослуга и дали знаат колку изгледа една корпа, една кошница за месец дена во споредба со предходното лето. Ја сум запрепастен од тоа и се надевам дека на овој начин ќе се помогне на земјата, на државата, на народот да опстои и да почне да живее во некој по-просперитетен и по-цивилизиран свет. Ви благодарам за гостувањето во емисијата. Благодарам на поканата. Поштовани гледачи, тоа беше Денко Малевски, поранешен министер за надворешни работи и екс-амбасадор во Соединетите Американски држави.